Фирмите не го почитуваат законот за финансиска дисциплина. Роковите за плаќање главно не им значат ништо и тоа е еден од најголемите проблеми во нивното работење. Последиците од тоа се колабирани компании, пропаднати инвестиции и многу работа на судовите. Односите меѓу странките се регулираат со закон за облигациони односи. Треба да имаме поефикасен судски систем каде судските постапки ќе бидат побрзи и наплатата ќе се врши побрзо. Значи тоа е една широка област. На овој проблем сегашната регулатива доградува уште еден, односно државата кој своите 18% данок на додадена вредност безусловно си ги наплаќа. Од овие причини правните експерти бараат Во рамки на проектот овој проблем беше идентификуван како проблем и е доставено барање на платата на ДДВ да оди не со издавањето на фактурата, туку по реализирана наплатена фактура. Па се уште нема. Дополнително се казнува со глоба од 3-5.000 евра. Значи се доаѓа во ситуација доверителот да не може да се наплати, а должникот да се оптовари со дополнителна казна која што треба да ја плати. Значи доаѓа до финансиска неликвидност и на доверителот и на должникот. Овие и други размислувања денес беа тема на инфосесијата која се однесува на законот за финансиска дисциплина во работењето, а која се одржа во Штип. Иако заклучоците од неа се единствени, прашање е кои ќе бидат ефектите, пред се поради фактот што промена на состојбата значи носење на нови закони, што кај нас се спора и пред се политички мотивирана пракса.